Лазањата е класичен италијански рецепт, но е познат и се прави насекаде низ светов. Постојат многу различни начини и рецепти за тоа како да направите лазања. Јас денеска ви го представувам класичниот начин со рагу сос. Но понатака низ видеата ќе ви покажам и некои различни рецепти од тоа како да направите лазања со печурки, лазања со спанаќ. За овој рецепт ќе ви бидат потребни следните состојки: 1 морков, 1 главица кромит, 1 стапот целер, 250 грама свинско мелено месо, 250 грама телешко мелено месо, 100 грама свежи кобасици, 1 конзерва, односно 400 грама лупени домати, 200 мл црвено вино, маслиново масло, сол и црн пипер, 1 литар млеко, 100 грама несолен путер, 80 грама брашно, 100 грама пармезан, 200 грама провелоно, 500 грама брашно за тестенини, 5 цели јајца. Најпрво да започнеме со рагуто. Излупете ги и исечете ги морковот, кромидот и целерот. Целерот засечете го малку, прекршете го и извадете ги жилите. Во подлабока тава ставете путер и маслиново масло и вклучете ја на средна температура. Кога путерот ќе се растопи, ставете го зеленчукот да го пропржите. Пржете го зеленчукот на средна температура, бидејќи треба да го омекнете, а не да го испржите. Гответе го околу 5 минути. Извадете го месото од кобасиците и додадете го во зеленчукот. Потоа додадете 250 грама свинско мелено месо и 250 грама телешко мелено месо. Измешајте убаво со дрвена лажица додека не го иситните целото месо. Гответе го месото околу 10 минути. Потоа додадете чаша црвено вино и оставете го да искрчка додека алкохолот не испари. Откако алкохолот ќе испари, додадете ја конзервата со домати, раздробете ги доматите малку со дрвената лажица, потоа наполнете ја конзервата со вода и додадете ја водата.
Учинете со сол и бибер. Убаво измешајте, поклопете ја тавата и намалете ја температурата на минимум. Оставете да крчка 2,5 сата. Од време на време промешувајте. Сега ајде да го направиме тестото за лазањи. Доколку не можете или немате време да направите своји лазањи, можете да отидете во било кој супермаркет и да си купите готови. Во садот од миксерот ставете 500 грама брашно и 5 цели јајца. Замесете го тестото околу 5 минути. После 5 минути извадете го тестото на работната површина и ролајте го со раце уште малку додека не оформите убава топка. Замотајте топката во стреч фолија и ставете го тестото да одмори во фрижидер околу пола сат. Ајде да го направиме бешамел сосот. Во длабоко тенџерче ставете 100 грама путер и ставете го на средна температура да се растопи. Кога путерот ќе биде растопен, во него додадете 80 грама брашно. Убаво промешајте да не ви останат грудки. Откако брашното и путерот ќе се соединат, додадете 1 литар млеко и измешајте убаво додека не се соедини. Гледайте да не ви останат грудки. Потоа земете метална маталка и мешајте континуирано. Изрендете 100 грама пармезан и додадете го во сосот. Мешајте континуирано, гледате сосот да не ви загори. Зачинете со сол, бибер и морско оревче. Мешајте додека смесата не се згусне. Бешамел сосот мириса прекрасно. Замислете ја комбинацијата од путер, пармезан и морско оревче. Прекрасно. Во ред, бешамел сосот е готов, рагуто е готово, тестото ни е спремно. Ајде да почнеме да ја редиме лазањата. Прво уклучете го шпоретот на 180 степени Целзиусови. Потоа припремете си ја машинката за развлекување тесто. Извадете го тестото од фрижидер. Набрашнете си ја работната површина со малку брашно. Исечете го тестото на ленти, земете си една лента, а остатокот од тестото вратете го во фрижидер. Ако го оставите на собна температура ќе ви омекне многу и ќе ви биде многу тешко за работа. Развлечете го тестото на најтенко. Потоа во тавата ставете маслиново масло и 3 лажици од вашиот рагу сос. Најпрво почнете со лазањите. Бидете сигурни дека сте ставиле од лазањите на секаде. Потоа ставете 3 до 4 лажици од вашиот рагу сос, 3 до 4 лажици од бешамел сосот и размачкајте убаво на секаде. Нарендајте пармезан и проволоно кашкавал.
Потоа повторете го процесот додека не го потрошите целото тесто, рагуто и бешамел сосот. Доколку немате време да го направите вашето рагу дента, слободно можете да си го направите претходниот ден. Утре дента само да го направите бешамелот, тестото и да си ја наредите лазањата. Така ќе ви биде многу полесно. Доколку уживате во видеово, не заборавајте да стиснете subscribe на мојот YouTube канал, да кликнете лайк на ова видео и напишете ни коментар дали рецептот ви се допадна. Кога ќе завршите со редење на вашата лазања, завиткајте ја со алуминиумска фолија и ставете ја да се пече 40 минути. После 40 минути извадете ја од релна, отстранете ја фолијата и вратете ја да се потпече уште 15 на минути. Погледнете како крчка, прекрасно е. Извадете ја лазањата од шпорет и оставете ја на собна температура да одмори околу 10 минути. После 10 минути исечете ја и послужете ја на вашето семејство. Уживајте и не заборавајте. Добрата храна е добро расположение.